Денеска е петок 13, според верувањата денот на несреќата. Стравот од овој датум се нарекува параскеводокатриофобија, а според психолозите луѓето кои веруваат во петок 13 се сметаат себе си како несрекни луѓе. Ентузијастите се уште истражуваат кој е потеклото на стравот од овој ден, па започнале од Библијата. Ева во рајот го измамила Адам со јаболкото токму во петок. На тајната вечера присуствувале 13 луѓе, 12 апостоли и Исус. Се смета дека Јуда дошол последен, како 13 поред го означува ѓаволот. На 13 април 1970 година, експлозија на кислороден резервоар ги минува плановите на Аполо 13 за лет кон месечината. Часот на поаѓање на Аполо е 13 часот и 13 минути според американско време. Имињата на некои од најпознатите серијски убици содржат по 13 букви: Джек да Рипер, Чарли Менсон, Теодор Тед Банди. А на петок 13 1924 се случил крвав настан. Представници на ОМО и Линден во Благоевград биле нападнати од членови на Софиската ВМРО кога сакале да положат венец пред споменикот на Гоце Делчев по повод македонската Вртоломејска ноќ, кога по наредба на Ванчо Михајлов во истиот град биле ликвидирани повеќемина напредни македонски дејци, меѓу нив и Димо Хаџидимов. Според истражувањата, за американците петок 13 е најнесреќниот ден во годината и на овој датум одбегнуваат летање со авион и не одат на работа. За македонците е само еден обичен ден. Ништо не ми значи 13. Да, не верувам во такви работи. Како и другите ден. Дали би летала со авион? Да. Дали ти си има до сега случајно нешто па да го поврзиш дека тоа е заради петок 13? Па не, ми се нема случајно ништо, така да мислам дека како сите останати дни. Филмската продукција во светот има направено голем број филмови и серии за суеверието петок 13. Голем број писатели пишуваат трилери за овој ден, меѓу кои Агата Кристи со новелата 13 на вечера. Во Шпанија и Грција се верува дека вторник 13 е несреќен ден. Бројот 13 се смета за несреќен уште од древните времиња, додека петок како баксузен ден се смета уште од 14 век.